Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, денес ќе го обработиме Псалм 8, кој е всушност еден од месијанските псалми во Светото Писмо. Ова е вториот месијански псалм во оваа книга, а Псалм 2 беше првиот. Станува збор за песни, односно текстови кои се цитирани во Новиот Завет и во нив се зборува за Господ Исус Христос и неговата месијанска улога. Овој псалм е 3 пати цитиран во Новиот Завет. За време на празникот Светници, кога Господ Исус влегуваше во градот Ерусалим, луѓето цитираа еден дел од овој псалм кога извикуваа: Осана на синот Давидов. Благословен е тој што доаѓа во името Господово. Осана на висините. Тоа е запишано во Евангелие според Матеј, глава 21, стих 9. Кога религиозните водачи го прашаа дали го слуша народот како го слави, Господ Исус им одговори цитирајќи го вториот стих од Псалм 8, кој гласи: Од устата на новороденчињата и доенчињата си ја создал похвалата своја. Тоа се наоѓа во Матеј, глава 21, стих 16. Кога Господ Исус им го цитираше овој стих на религиозните водачи, тој како да сакаше да им каже дека треба да го читаат писмото и да го разберат. Потоа, овој псалм се цитира и во прво послание до Коринтијаните, глава 15, стих 27, каде се зборува за воскресението. И третото место каде се цитира овој псалм е во Евреите, глава 2, стихови 5 до 6, каде се зборува за Господ Исус Христос. Таму се вели, зашто Бог не им ја подчини на ангелите идната вселена за која зборуваме, туку напротив, некој посведочил зборувајки: што е човекот да мислиш на него, синот човечки да се грижиш за него. Непознатиот автор на посланието до евреите всушност го цитира Псалм 8 во овие стихови. Потоа во глава 2, стих 8 читаме: се си подчинил под нозете негови. А кога се му подчини, ништо не му остави неподчинето. Но сега, уште не гледаме дека се му е подчинето. Тука авторот не подсетува дека се уште живееме во време во кое не е се подчинето под нозете на Господ Исус. Така што би можеле да кажеме дека Псалм 8 зборува и за иднината. Во послание до евреите, глава 2, стих 9, авторот зборува за Господ Исус Христос. Всушност, не само посланието до евреите, не само Псалм 8, туку целото Свето Писмо сведочи за Господ Исус Христос, кој за кратко време беше поставен пониско од ангелите, поради претрпената смрт беше овенчан со слава и чест, та по Божја благодат тој да вкуси смрт за сите. Овој псалм започнува со зборовите: Јахве, Господи наш, колку е величествено името Твое по целата земја. А завршува со зборовите: Јахве, Господи наш, колку е величествено името Твое по целата земја. Прашањето е дали овој стих се однесува на сегашноста или пак на иднината. Моje лично мислење е дека станува збор за псалм кој зборува за иднината. Моментално Господовото име не е величествено по целата земја, бидејќи голем број луѓе го изговараат напразно, се исмеваат со неговото име и така натаму. Пред некое време на улица забележав една жена која беше облечена многу убаво, како права дама, но зборовите кои излегуваа од нејзината уста воопшто не личеа на зборови кои би излегле од устата на дама. Господовото име не е величествено по целата земја во моментот. Всушност, неговото име воопшто не се спомнува на медиумите. Кога се зборува за временска прогноза, воопшто не се зборува за Господ. Кога се зборува за временските непогоди или некакви трагедии, неговото име не се спомнува. За жал, во голем дел од холивудските филмови, неговото име се спомнува, но во форма на пцовка или клетва. Така што Господовото име или целосно се избегнува, или пак се користи во негативен контекст. Неговиот збор не е добредојден во училиштата. Либералите кои имаат отворени умови сметаат дека секој треба да биде слушнат
и секој треба да има слобода да го каже и слуша тоа што го сака. Но, што е со мене? Зарем јас немам слобода? Што е со родителите кои сакаат нивните деца да практикуваат молитва во училиштата? Зарем не треба и тие да го добијат тоа што го сакаат и бараат? Но се чини дека таквите луѓе немаат слобода, бидејќи бараат нешто поврзано со Господовото име. Пред некој ден на телевизија гледав репортажа за некои луѓе кои се искачиле на врвот на Монт Еверест. Тие разговараа за тоа како се искачувале на планината и се соочувале со силни ветришта. Нивниот заклучок беше дека додека се качувале нагоре, тие како да добиле впечаток дека планината им зборува и им кажува дека се ништо во споредба со неа. Сето тоа звучеше интересно, но ниту еднаш не го спомнаа Бог. Јас не сум бил на Монт Еверест, но сум се качил на неколку планини во околината во која живееме. Со сигурност можам да кажам дека не е планината таа која носи ветрови и се обидува да им каже на луѓето дека се мали, туку Бог. Но колку и да сме мали, сепак ние сме значајни во Божите очи. Жал ми беше за планинарите кои се качија на Монт Еверест, а сепак не успеа да го спознаат Бога и неговата големина. Неговото име не е величествено по целата земја. Луѓето се величаат себе си и други делови од созданието, но ретко го величаат Господ. Но, овој дел од псалмот е еден вид на пророштво, бидејќи се однесува на славната иднина. Псалм 8 е малку поразличен од вториот псалм. Во вториот видовме како човекот се бунтува против Господ, но во Псалм 8 читаме за тоа како доаѓа време кога Господовото име ќе биде величествено низ целата вселена. Ќе почнеме со читање на текстот. Во некои преводи стои објаснување во кое се вели дека овој псалм е Давидов, но исто така пишува дека е напишан за конкретен музички инструмент. Истиот опис се наоѓа и кај Псалм 81 и 84. Најблиското нешто што денес го имаме до тој староеврејски инструмент е лирата. Помеѓу професионалните проучувачи на Стариот Завет има дебата во однос на тоа кога Давид научил да ги свири овие музички инструменти. Знаеме дека харфата ја свирел уште од млади години. Тука пак се чини дека е возрастна личност. Некои сметаа дека тој само ја напишал оваа песна за да се свири на лира, а други дека ја напишал додека свирел на лира. Мислам дека тоа не е толку важно, колку што е важна самата содржина на псалмот. Знаете, славењето на Господ не е ограничено само од способноста да се свири одреден инструмент. Верувам дека голем дел од вас, кои ја слушаат оваа програма, не знаат да свират на музички инструмент, а сепак можете да го славите Господ со вашите срца, зборови и дела. Не само тоа, туку можеме да го славиме Господ каде и да се наоѓаме. Посетувањето на црковни храмови и манастири е убава активност, но тоа не се единствените места каде можеме и смееме да го славиме Господ. Славењето може да се одвива и во нашите домови, на улица и слично. Некои толкувачи на писмото сметаа дека Давид го напишал овој псалм или по победата над Голијат, или откако почина неговиот син кој го имаше со Вирсавеа. Мислам дека од денешна перспектива не можеме да го знаеме тоа со сигурност, но од самата содржина на псалмот можеме да заклучиме дека целта на царот Давид преку оваа песна е да зборува за тоа како сето создание го слави или треба да го слави Господа. Еден професор го насловил овој псалм со зборовите «Звезди и доенчиња», затоа што во него се зборува за тоа како и звездите и доенчињата му одаваат слава на Господ. Патем, кога ќе дојдеме до Псалм 19, ќе видите дека во неговата содржина е доста сличен на Псалм 8. Мислам дека е време да почнеме со читање и обработка на самата песна. Ќе ги прочитаме првите два стихови. Јахве, Господи наш, колку е величествено името Твое по целата земја. Си ја издигнал славата своја над небесата. Од устата на новороденчињата и доенчињата си ја создал похвалата своја заради непријателите Твои, за да го замолкнеш непријателот и одмазникот.
Може би ќе се сетите, но додека Господ Исус беше на оваа земја, тој на своите слушатели им рече: освен ако не станете како мали деца, нема да влезете во Царството Небесно. Евангелие според Матеј, глава 18, стих 3. Исто така, кога Господ Исус влегуваше во градот Ерусалим, денес ние поради тој настан го славиме празникот Светници. Голем број на луѓе му пееја песни и му се радуваа. Помеѓу нив имаше и деца кои го славеа Господ. Кога Исус рече дека ако сакаме да влеземе во Царството, треба да бидеме како мали деца, тој всушност сакаше да каже дека треба да се понизиме и со таков став да доаѓаме кај небесниот татко. Тоа не значи дека треба да бидеме детинести, туку да ја поседуваме понизноста и довербата која децата ја имаат кон родителите. Малите деца се едноставни и имаат едноставна вера. Тоа ни е потребно и нам, возрастните. Во друг дел од писмото, Господ Исус вели дека треба да им дозволиме на малите деца да дојдат кај Него. Многу често, нивната вера во Господ е чиста, директна и не е толку извалкана од светот наоколу. Стих 3. Кога ќе ги погледнам небесата, дела на прстите Твои, па месечината и звездите, што се ги направил Ти. Живееме во време во кое се повеќе луѓе веруваат во теоријата за еволуција, односно идејата дека Вселената настанала од ништо и дека зад се што гледаме околу нас не стои Господ, туку некоја безлична сила, која е тешко да се опише со зборови. Тоа е световната верзија за создавањето на материјалниот свет. Од друга страна, во писмото ни се вели дека Господ го создаде светот, а и целата Вселена. Тоа се разбира, ги вклучува и небесата, а и небесните тела. Псалмистот вели дека небесата се дело на Господовите прсти, а месечината и звездите се таму каде што се, затоа што Господ ги поставил. Со други зборови, Вселената не е случајна појава, туку е создадена од добар и креативен Господ, кој се направил да биде добро и полезно. Како што ние во нашите домови имаме одреден ред на предметите, и тоа го правиме затоа што тој ред ни се допаѓа, така и Господ создаде ред во Вселената, а и тој ред е исто така и за полза на човекот. Зошто Господ ја создаде Вселената? Зошто ја создаде така како што ја создаде? Мислам дека има две главни причини. Едната е затоа што Господ сакаше да ја објави својата слава на луѓето, а втората е затоа што Господ сакаше да им даде на луѓето дом за живење, кој ќе биде убав и од полза. Но, кога ќе погледнете не само на небесата и небесните тела, туку на се што не окружува, на вистина ве тера да размислите за постоењето на светот. Зарем луѓето се случајно создадени? Зарем човечкото тело, кое е толку комплексно, можело случајно да се создаде? Зарем животните, во сета нивна убавина и разноликост, се резултат на дејствувањето на некоја безлична сила? Не ми се верува. Стих 4. Што е тоа човек, да си спомнуваш за него, или син човечки, па се грижиш за него? Што е човекот? Ова е многу длабоко прашање и мислам дека ние луѓето до ден денешен се обидуваме да најдеме одговор на ова прашање. Што е човекот? Библијата вели дека човекот е врвот на Божјото создание, единственото создание кое беше направено според Божјиот лик. За жал, ние луѓето сгрешивме против Бога и до ден денешен грешиме против Него. И затоа не можеме целосно да го достигнеме потенцијалот со кој првично човекот беше создаден. Од таа гледна точка, можеме да кажеме дека човекот потфрли. Ние не сакаме да слушаме приказни за тоа како некој потфрлил. Наместо тоа, сакаме да слушнеме успешни приказни, но реалноста е дека ние луѓето потфрливме. Господ го создаде човекот, го постави на земјата за да се грижи за неа и да го прави тоа живеејќи на начин кој му е угоден нему, но ние не успеавме да го направиме тоа. И покрај се, Бог не дигна раце од човекот и стихот кој го прочитавме многу добро сведочи за тоа. Псалмистот како да вели: во што е човекот толку посебен за да се грижиш за него? Да, Господ се грижи за човекот. Тој не го збриша човечкиот род, туку му даде шанса за спасение преку неговото дело на крстот на Голгота.
Продолжуваме со читање на текстот. Стих 5. Си го направил малку помал од ангелите, но со слава и чест си го овенчал. Навистина е интересно тоа што се вели дека човекот е помал од ангелите. Зошто помал? Дали затоа што неговата сила е помала? Не знам, но забележете каква чест му е дадена на човекот. Оваа чест ја немаат ангелите. Стих 6. И си го поставил на делата од рацете твои, и се си подчинил под нозете негови. Така беше на почетокот, кога Господ го создаде човекот и се подчини по неговите нозе. Но за жал, поради гревот, човекот го изгуби тој авторитет кој му беше даден. Наместо да управуваме со земјата и се што е на неа, ние луѓето почнавме да ја загадуваме и уништуваме. Денес земјата повеќе наликува на депонија отколку на рајската градина, која Господ на почетокот ја создаде. Стихови 6 до 8. Овците и воловите сите, и ѕверовите полски, птиците небески и рибите морски, се што се движи по морските патишта. Бог ги создаде сите овие животни. Тој е создателот на се што има свој почеток, на секое создание. Во Римјаните, глава 1 стих 20, апостолот Павле аргументира дека преку созданието Господ всушност им се има откриено на сите луѓе. И затоа никој не може да каже дека Господ не оставил доволно докази за неговото постоење. Тој ве создал вас, ме создал мене, ги создал животните и целата вселена. Продолжуваме со читање на псалмот. Всушност, стигнавме до последниот стих каде се вели: Јахве, Господи наш, колку е величествено името Твое по целата земја. Се чини како ние денес да не го гледаме исполнувањето на овој стих. Живееме на земја на која се величествени имињата на познатите звезди, на политичарите, светските лидери, познатите автори и слично. Но таа величественост, таа слава која ја уживаат некои луѓе денес е привремена, исто како што се привремени и нивните животи тука на земјата. Често се случувало некој да биде многу познат, да има милиони фанови низ светот, потоа да замине од овој свет и луѓето малку по малку да забораваат на таа личност. Но тоа не е така со Господ Исус Христос. И покрај тоа што живееше на оваа земја пред речиси 2000 години, неговото име е се уште познато. Иако не е прославен од страна на секој човек на земјата, сепак неговата величественост е многу поголема и подолготрајна од онаа на луѓето. Зошто? Затоа што Исус не беше обичен смртник. Тој е богочовекот кој дојде да ни понуди спасение. Дали е неговото име величествено во вашето срце? Еден ден ќе биде величествено по целата земја и сите кои ќе живеат на земјата ќе го слават неговото име. Но дали неговото име моментално е величествено во вашето срце и во вашиот живот? Дали преку своите зборови и дела му одавате чест или пак му одавате срам на Господ? Ова е навистина прекрасен псалм и многу би сакал да имав прилика да го слушнам царот Давид како свири и како ги пее овие зборови. Тука ќе завршиме со денешното проучување, а до следното, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.